Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Страшен скандал ја тресе европската интеграција на Македонија. Како резултат на коленичењето на Зоран Заев пред соседите, прифаќајќи секакви условувања, Македонија е и блокирана на евроинтегративниот пат и национално понижена пред целокупната европска јавност. It's a very difficult debate, particularly for Bulgaria. It has to do with history, the cultural identity, the identity of the two countries, and cooperation for the future. And of course, they are now working on a kind of a roadmap that will enable them to interact and for Bulgaria to have guarantees that when North Macedonia accedes to the European Union, things will go smoothly. And so it's very difficult because they are also connected with Bulgaria in terms of culture, in terms of language. So it has to do with the North Macedonian language being once part of the Bulgarian language and the cultural dimension of the two countries. So Во ова видео јасно се гледа дека државната секретарка за европски прашања на Португалија, Ана Паула Закаријаш, зборува за македонскиот јазик како дел од бугарскиот, нарекувајќи го северно-македонски. Северно-македонскиот јазик некогаш бил дел од бугарскиот јазик. Ова е точната фраза што ја искористила оваа политичарка пред бугарските медиуми. Прашуваме, ова ли е заштитата на македонскиот јазик и идентитет за кој зборува Зоран Заев последните 2 години? Овие ли се бетонираните позиции? Сега веќе секому е јасно дека на Македонија и се случува класична распродажба на сите национални интереси и обележја. А виновникот е Зоран Заев. Прашуваме, дали ставот дека македонскиот јазик е северномакедонски е дел од португалскиот предлог кој Заев го прифаќа? Дали португалскиот механизам, кој беше целосно прифатлив за Заев, значи дека владата се обврзала да прифати срамна парадигма, дека македонскиот јазик бил некогаш дел од бугарскиот јазик? Дали португалскиот предлог, кој е одличен за Заев, вклучува и став дека во ЕУ не се внесуваат билатерални недоразбирања и дека тие треба да бидат решени пред нова земја, како Македонија, да се приклучи на Унијата? Дали со однесувањето на Заев сега цела Европска Унија останува на страната на Бугарија? Дали се случува она за кое предупредувавме, дека постојат земји од Европската Унија кои тивко ја поддржуваат Бугарија? Едноставно, дали за Заев и македонскиот јазик стана северномакедонски? Исто како што тоа сака да го направи и на Фудбалската федерација на Македонија. Почитувани, ова представува досега неповторен скандал за македонската дипломатија. Понижување од најдрзок вид. И никој од власта не реагира на срамните, негаторски изјави за македонскиот јазик. Нема протестна нота од Бујар Османи, нема реакција кон амбасадата на Португалија, нема одбрана на македонските национални интереси. А нема ниту изјава за заштита на македонскиот јазик на било која од социјалните мрежи. Целосен молк. Но овие проблеми ние предупредуваме веќе 3 години. Македонскиот јазик и народ се под силен удар, а тоа е резултат на распродажбата на македонскиот идентитет од лекомислени политичари, кои најмногу се занимаваат со полнење на сопствените џебови. Но одговорност за понижувањето на македонскиот јазик мора да има.